До пред 3 дена, јас и моите внучиња бевме очајни. Немавме ниту надеж, ниту пари да ја преживееме зимата која доаѓа, но Господ ни ги испрати отец Оливер и многу хумани луѓе кои нашиот дом го наполнија со радост и благодарност за секогаш. Мислам дека има и на светка нешто поштено, пошто не знам, не сум била, кој колку може, благодарност до сите луѓе кои што е можел донел. Храна исто така отец ми донесе, има и тука други луѓе утре ќе ми донесат пак храна за децата. Па натаму ќе видиме кој што може. Внуците, сираци на Дијана Накова се на 8 и 6 години, но 8-годишниот внук поради траумите од болеста и смртта на мајка му има психички проблеми. Сега надеж има и за него. А јас човекот не го знам, значи ни се јави, се гледавме, значи преку со целата негова фамилија и се надевам дека ќе се видиме сега за зимскиот распуст со него, да се запознаеме и пошто ни нуди добар живот. Да, не викаше при него на гости и тоа планираме да идеме сега за зимскиот распуст во декември. Здрави. Тоа се ќе биде обезбедено од него, се исто, да се направат пасоши на децата, со карти, со све, тоа се од него. Освен останатите, помош за Накова ќе стигне и до општина Свети Николе, која за семејството во грејната сезона да се топли ќе обезбеди 30.000 денари. Голема благодарност и еве до нашиот градоначалник сега ми рече да направам документ дека ќе ми обезбеди 30.000 за мене и за децата. Дијана Накова од срце се заблагодарува на сите што им помогнаа, но инсистира јавно да се заблагодари и на телевизија Стар. Прво благодарност до вас што ја објавите историјата, благодарност до отец Оливер Свети Спас од Скопје што ми донесе инвентар клима и благодарност на донаторот од Германија